Андрюша Христо, дипломиран шумарски инженер, председател на Сдружението на пензионери Кавадарци. Нашето сдружение брои 7000 пензионери. Заедно со инвалидите, меѓу инвалидите се одделени, а ние сме чисто као старосни семейни пензионери, 6000 пензионери. Ние имаме тука неколку клубови кај што се движат пензионерите во градот. Еден овој под нас централниот во ова зграда што се наоѓа. Во овој клуб обично секој ден имаме околу 100 седишта, имаме 25-6 астали со по 4 луѓе и секој ден е пол. Додека ние му возможиме на нашите пензионери да може да се движат, обично пензионери кои се помали примања, они се тука, затоа што во другите кафичи, во други устови не може да одат таму. Едно ради цените, а второ и ради возраста. Повеќе во кафичите се помлади, внуци наши, деца, а одек се возрастни луѓе и тука се игра шах, домино, гумина денот во разговори, во игри, разни забавни игри, така да се движат постојано во овој клуб. Ние сме активно сдружени и сакаме да возмеде подобри услови. Оваа зграда, овдека е градена 69 година, далечна 69 година, и од тогаш не е реновирана. Марија од секаде фури, од секаде дуа. Тоа се такви били условите тогаш за град, и тие услови ги имало. Обично знаете дека Македонија беше земјотрес од 63 година, ова е после земјотрес градено, тешки услови тогаш и за материјали, и за мајстори за изработка. Сепак благодарим што сепак и во такви услови ова е створено као основа која што може да се надоградува. Што очекуваме, се знае што очекуваме, со оваа реконструкција се продолжи векот на трајање прва на зградата, затоа што однадвор веќе гледате во одредни делови се ги малтерот се руши и тоа е негде, реков, 70 години, 30, скоро 50 години од кога е изградена зградата. Кровот треба се смени, прозорците, се продолжува прво векот на трајање на зградата. Условите се зголемуваат, затоа што нема да дуа, нема да фуре, зимно ќе биде топло, летно време ќе биде ладно. Ќе се троши многу помала енергија ќе се троши, така да се заштедува многу пари и ова за неколку години цела ова инвестиција, за 3 до 4 години наполно се исплачува ова инвестиција. Уште еднаш благодарност за Хабидат и Сент Говен. Благодарни сме. Андрюша. Става задоволство да го презентирам проектот практично партнерството меѓу Сент Говен и Хабидат Македонија, во кое една зграда од Кавадарци е одбрана за вклучување во нашата програма за енергетска ефикасност, подобрување на енергетската ефикасност на колективни стамбени згради во Македонија. Сент Говен е голема француска корпорација која производува градежни материјали и која е социјално одговорна, општествено одговорна компанија и препозна потреба да помогне на Македонија преку Хабидат на жителите и станарите на оваа зграда и на тој начин да покаже дека да општествена одговорност на корпорациите треба да се развива и негова, а од гледна точка на Хабидат да препознае локален партнер на Македонија, што може таквите активности да ги спроведува.
Активностите за кои зборуваме се комплексни и покрај тоа што градежниот дел од интервенцијата е релативно едноставен. Комплексноста на интервенцијата се огледа во тоа што имаме еден вид на мултилатерално партнерство, каде што Сендобеј и Хабитат стапуваат во партнерство со две здруженија на пензионерите кои користат делот оваа зграда и уште со еден број на станари кои живеат над овие земјишни територии на градот, а да при тоа уште имаме и партиципација на општина Кавалинско во покривањето на делот Пешоци кој е оваа интервенција. Анđуше Имам 85 години. Тука сум од 91 година. Кај дојдов во тоа сето беше за никаде. Сама ја во сето го средуе. Варусуе, струга, се сама. Маш немам, деца немам. Сама сум. Немам никој. Сама купуе кај дојду ни кревет, имаше ни маса, имаше се зима на исплата.
поштено си работам, кај ќе земам таму, си платам до тоги, ќе речат до тоги и до тоги ќе носам, ќе трпам лепи сол, ќе јадам, да си купам. Немаше ништо, каде дојдува, сето беше празно. Се ајторија во лето. Се си јаеше, студеше, не се седеше, зимно време партали и пане. Ќе пнам се стари панталони, се имаш по 2 врати беа. И меѓу врати сето чувакам, така и ги затвора, а сега не студи. Сега ставија джамови пензионерите. Ладно, душ, не седеше зимно време. Ни у нас ова печка имам на тројка, со таа се греам, ја дрво не можам да носам да купувам. На таа печката плаќам по 3.500 зимно време. Сега од први натат ке ќе ја пуштам веќе студи. Ја стар човек ми студено.